Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Шефот на делегацијата на Европската Унија Дейвид Гир најави проекти за подобрување на условите за живот на граѓаните во Тетово. Американската амбасадорка Кейт Бърнс ја пушти во употреба правната клиника на Универзитетот во Тетово. Неколку повредени лица откако вчера во центарот на Тетово се преврте автомобил, а на автопатот Тетово-Гостивар се запали автомобил во движење. Шефот на делегацијата на Европската Унија, амбасадорот Дейвид Гир, денеска го посети Тетово, каде оствари средба со тетовскиот градоначелник Билјел Касами. На средбата било потенцирано дека соработката со Европската Унија е од посебна важност, особено поради нивната поддршка за остварување на проекти во градот за подобрување на условите за животот на граѓаните. Соработката со мисијата на Европската Унија во Северна Македонија била многу блиска и за граѓаните на Тетово е од посебна важност, затоа што преку ова соработка ние ќе се обидеме да го подобриме животот на граѓаните во многу области кои ни се секојдневен проблем. Во делот на подобри инфраструктурни проекти, подобра животна средина, повеќе зеленило во градот. Значи, следните проекти со кои ние ќе соработуваме се однесуваат на овие области. Символиката на соработката е и преку проектот Европската куќа во Тетово, со која ние сакаме Европската Унија и животот и условите за живење во европските држави да ги донесеме и во Тетово. Значи, соработката е практична во делот на имплементирање на проекти кои се за подобрување на животот на граѓаните на Тетово. Еден од проектите за кои што разговаравме е развој на пречистителна станица во општина Тетово, всушност самите канализацијски цепки кои што ќе го поврзат ова и на крај самата пречистителна станица се распира. Друго нешто за кое што разговаравме е да поддржуваме изградба на позелен плоштад за општина Тетово, што подразбира садење на повеќе дрвја и друга зелена површина, како и подобрување на квалитетот на воздухот во општина Тетово. Всушност, еден друг проект, тој е нов проект за кој што разговаравме, е да се намали загадувањето на воздухот во општина Тетово, кој што е поврзан со значи пренасочување на системот за затоплување или за грење. Се работи за проектот познат како подобрување на енергетската ефикасност на јавните згради. Зборуваме вкупно за 14 такви јавни згради во општина Тетово на кои што ќе работиме на изградба на енергетски ефикасна фасада. Амбасадорот Дейвид Гир на новинарско прашање одговори: Северна Македонија ги има исполнето условите за почеток на преговори со Европската Унија, но има уште многу работа за влез во Европската Унија. Значи, војната состојба во Украина не значи дека има било каков удел врз вашата земја. Напротив, тоа само ја потенцира важност од страна Европската Унија да ја нагласи европската перспектива за вашата земја, перспектива која што дава сигурност, перспектива која што дава просперитет во рамките на еден демократски систем како што е самата Европска Унија. Со така тоа што сакам да кажам дека и двете република, и Република Албанија и Република Северна Македонија ги имат исполнето условите за почнување на преговорите и ние се разбира дека како Европска Унија сакаме да видиме што поскоро отварање на преговорите, што поскоро
да се отварат тие преговори. Истовремено би сакал да искористам оваа прилика да ги поздравиме напорите кои што се прават и од владата тука на Република Северна Македонија, меѓутоа и од владата во Република Бугарија за решавање на отворените билатерални прашања. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски и бугарскиот премиер Кирил Петков имаат заеднички став дека во отпочнување на преговорите на Македонија со Европската Унија ќе се намали можноста за нестабилност во регионот. Северна Македонија соодветно се усогласи со надворешната и безбедносна политика на ЕУ, затоа што ние ги споделуваме истите вредности со ЕУ и со земјите на НАТО. Потенцирав дека проширувањето на ЕУ во суштина станува безбедносна политика и дека застојот во овој процес создава дополнителна нестабилност за регионот. Затоа што има неколку негативни тенденции и создава простор за злонамерно влијание од трети страни. Одложувањето на пристапниот процес кон ЕУ за земјите од регионот создава дилеми што може да резултираат со намалување на довербата кај граѓаните во ЕУ. Сепак, дури и со вакви предизвици, Република Северна Македонија останува силно посветена на одржувањето добрососедски односи и промовирање соработка меѓу земјите од нашиот регион. Наша обврска е да останеме фокусирани на промовирање на тие вредности и принципи во текот на нашето предстојно председателство со ОПСЕ во 2023 година, како и да го искористиме потенцијалот на другите регионални иницијативи за подобро поврзување, разбирање и меѓусебна координација. Ви благодарам. Дискутиравме за скапите воени системи кои што е подобро да се координираат на локално и регионално ниво за нашите инвестиции да функционираат заедно, а таа координација може да создаде дополнителна синергија во нашите одбранбени капацитети. Исто така дискутиравме и за темата мигранти, како што знаеме, Романија во моментов е најсилно погодена со најголем број на бегалци кои што доаѓаат таму. И Романија прави одлична работа со тоа што ги прифаќа овие бегалци. Го дискутиравме ова, додека продолжува конфликтот, мора да имаме заедничка стратегија и по тоа прашање. Секако треба да дискутираме и со нашите сојузници и партнери од ЕУ, но распределбата во регионот мора да биде координирана за да можеме да се соочиме со овој бран на мигранти. И храната, безбедноста на храна е многу битна тема. Достапноста на пченица, достапноста на масло, ова се важни теми и нашите министри за земјоделие треба да разговараат за да се осигуриме дека безбедноста на храната во овој регион е заштитена. Американската амбасадорка во земјава Кейт Мари Бърнс денеска го посети универзитетот во Тетово. Пуштајќи ја во употреба правната клиника финансирана од САД, таа рече дека токму преку ваквите настани се прави инвестиција во младите за да имаме систем кој ги задоволува потребите и правата на народот. The legal clinic is actually an important part of all of our work to support the justice sector in North Macedonia. Правната клиника е всушност важен дел од целата наша работа за поддршка на правосудниот сектор во Северна Македонија, бидејќи тоа е инвестиција во луѓето кои ќе направат најголема разлика. А тоа се младите лидери, млади идни обвинители, суди, адвокати, борци за човекови права. Тие се иднината и тие заслужуваат професионално место, каде што ќе можат да го вградат своето образование, теоретска обука со практично искуство, што ќе ги доближи до луѓето на кои ќе им служат. Овие млади луѓе со својот интегритет и етика им пристапуваат кон кариерите во правото. Тие имаат силна поддршка од оваа неверојатна академска заедница зад себе, професори кои го инвестираат своето време и енергија со нив, доброволци бранители кои го посветиле своето време и енергија да им помогнат на овие млади ученици да учат. И мислам дека како и секогаш во секоја земја во светот, младите се најдобра надеж и најдобра инвестиција. Ова клиника е финансирана значи од Соединетите американски држави и има за цел да ја воведеме практиката кај нашите студенти. Тоа значи дека со овој проект кој што ќе финансира во идниот период, ние ќе можеме да повикуваме судии од практиката, јавни обвинители, адвокати, нотари
и другите профили на право, криминалистички експерти, кои што ќе ги споделуваат нивните знаења, нивната практичност со нашите студенти. Ние навистина имаме многу интерес за тоа. До сега студентите наши беа повеќе фокусирани на теоретскиот дел, од сега значи ќе се комбинира теорија со практика, а практиката обично ќе ја спроведуваат луѓето од практика. Исто така ние во правната клиника се обврзавме дека идните генерации на правници ќе бидат и морално и етички добри и ќе се надеваме да ги направиме со потврди карактерни особини. Алијанса за албанците вчера го одржа вториот конгрес на кој со 651 глас од вкупно 671 присутни делегати Зијадин Села беше избран за председател. Досегашниот лидер на Алијанса за албанците Зијадин Села ќе ја води партијата и во следните 4 години. Тој ја доби довербата на мнозинството од делегатите на вчерашниот втор партиски конгрес. Беше избрано Централното собрание и беа усвоени статутарни измени, за како што велат да бидат поефикасни и поорганизирани во пресрет на изборите. Новата платформа на партијата предвидува еднаквост во државата и уставни промени, рече Села. Во платформата уште стои потребата за еднаквост во оваа држава. Значи, државата треба да биде еднаква за сите, а не општеството да биде едно за сите. Стојат потребите за уставни измени, стои дека албанскиот јазик треба да се решава со устав, нормално дека ние се залагаме за вистинска децентрализација, тоа подразбира можности и власт која е поблиска до граѓаните, не можеме ништо да не направиме со ваква локална власт која е најцентрализирана во регионот, можда и во пошироки примери и размери од регионот. Предвидуваме ДДВ-то кој ќе се врати да биде повисоко и треба граначалниците кои се избират да имат не само вотување, него и можности за да ги исполнат тие ветувања. Со реакција дека изборот на Села е нелегитимен, излезе Лјатиф Арифи кој вели дека еден од основачите на партијата. Тој вели дека е прекршен статутот на партијата, дека ова е негов трет мандат. Јас сум од првите денови и знаем точно кога е регистрирана партијата и јас знам процедурата. Ние одржувавме два конгреси пред овој на 10 март 2015 и на 21 март 2018. Значи овој е трет конгрес, а тие како што го толкуваат, тие имаат право, ама сепак ние што ја оспоруваме, ќе оспоруваме одлуката пред надлежните органи, така да Села за нас е нелегитимен. Како одговор на реакцијата на Арифи, Села вели дека секој има право на свое мислење и истакна дека ова е втор конгрес на партијата и не може да биде негов трет мандат. Јас сум имал и други пресконференции, сум давал изјави, сум повикал на сите граѓани да бидат членови на Алијансата за албанците. Исто така, сум повикал сите тие кои сакат да се кандидират за председатели на партијата, а ова е втор конгрес на Алијансата за албанците и не може да биде мој трет мандат како председател на Алијансата за албанците. Инаку вториот конгрес на партијата се одржа под мотото "Избери иднина со Алијанса за албанците". Ситуацијата не е како што беше во јануари, но никој не знае и не може да предвиди како ќе се одвива понатаму состојбата со COVID-19 и дали повторно ќе имаме пикови. Истакна денеска представничката на Фондот за деца на УНИЦЕФ Патриција Ди Джовани. I think we have to really relate to what's happening with the Мислам дека треба да имаме предвид во која фаза од пандемијата сме, односно каков е текот на пандемијата. Имаме, се разбира, комисијата заседава, таа издава своји препораки, и меѓутоа не значи дека сите мерки треба да бидат унифицирани за целата територија, бидејќи, како што кажавме ние од УНИЦЕФ, заедницата треба да се грижи за заедницата, доколку во одредена заедница немаме случај на COVID-19, во тој случај би можело нели
да се намалат мерките, односно да нема потреба да се носат маски и така натаму. Меѓутоа, доколку имаме случаи на ковид, се разбира дека треба да се придржуваме до мерките. Мислам дека треба да имаме доверба во работата на комисијата. Ситуацијата не е како што беше во јануари. Никој не знае, не може да предвиди како ќе се одвива понатаму ситуацијата, дали повторно ќе имаме пикови или не. Во моментално можеме да бидеме повеќе опуштени, меѓутоа кога велам опуштени се разбира дека треба и понатаму да ги миеме рацете, да внимаваме на социјалната интеракција, бидејќи јас секогаш кога малку ќе се опуштам и сметам дека можеби ќе заврши пандемијата, се јавува некоја нова варијанта, но главно е да имаме доверба во научните информации што се пласираат, а не во гласините што се шират меѓу луѓето. Неколку повредени лица во две одделни сообраќајни незгоди случајни во текот на вчерашниот ден. Приведено едно лице под сомнение дека извршил кражба на дрва. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера околу 14 часот и 45 минути движејќи се со патничко моторно возило Opel Corsa со тетовски регистерски ознаки. 22 годишник изгубил контрола, излетал од коловозната лента и се превртел на покривот од возилото. Возачот кој бил сам во возилото добил повреди и бил однесен во клиничката болница Тетово за укажување лекарска помош. Екипи на СВР Тетово извршиле увид на местото на незгодата. Вчера околу 19 часот во СВР Тетово пријавено е дека на автопатот Тетово-Гостивар во непосредна близина на наплатната станица Гостивар во движење настанал пожар во патничко моторно возило Рено Меган со битолски регистерски ознаки, управувано од 34 годишен гостиварец, а во кое се превезувал и неговиот брат. Двете лица се здобиле со телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. Со интервенција на Гостиварската територијална противпожарна единица, пожарот бил локализиран. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово вчера лишиле од слобода 52 годишник од Тетовско Рогле поради сомнение дека ватарот на ова село во местноста Ареонит извршил кражба на дрва во шума во приватна сопственост. При лишувањето кај него биле пронајдени одземени моторна пила, известна количина дрва и други алатки, кои биле предадени на шумската полиција. Се расчистува случајот и по целосно документирање ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера полицијата во Гостиварска Горна Бањица лишила од слобода две лица на возраст од 29 и 22 години од ова село и 19 годишник од Гостиварско Врапчиште, затоа што физички се пресметувале по завршување на надпревар помеѓу две фудбалски екипи. По целосно расчистување и документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 13 часот во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во Домот за култура во Тетовското село Вратница. Нема повредени лица, додека оштетен бил дел од покривот и внатрешноста на објектот и опрема. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот бил целосно локализиран. Се расчистува случајот.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!